Специјалното јавно обвинителство поведе истражна постапка под име тортура за случајот со апсењето на лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски. Обвинителката Фатиме Фетаи на пресконференција информира дека се осомничени 7 лица, а првоосомничен е поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Појасни дека против сите осомничени кои се во работен однос во МВР ќе биде поднесено барање за мерка за предпазливост, а не е побарано одземање на патните исправи или притвор за осомничените. Во врска со прислушуваните разговори кои се појавуваат во јавноста, но и за разликите во изјавите на лидерот на СДСМ Зоран Заев за тоа колку материјали предал до специјалното обвинителство, обвинителката Ленче Ристовска повтори дека примиле 540.000 прислушувани разговори, за кои има составен записник на 619 страници. Дали постои друг обем на разлика, дали некој нешто доставил, не доставил, тоа не е прашање што треба нас да ни го адресирате, истакна Ристовска. Државната изборна комисија попладнево ќе одржи јавна седница на која треба да биде разгледан извештајот за прогресот во спроведувањето на теренските проверки на избирачкиот список. Денеска треба да почне теренската проверка на спорните записи во списокот. Теренската проверка ќе ја вршат анкетари на Државната изборна комисија за кои беше спроведена обука. Најмалку 69 убиени и повеќе од 200 ранити лица е билансот од терористичкиот напад на бомбар самоубиец во пакистанскиот град Лахоре. Нападот се случил во забавен парк вчера во доцните вечерни часови по локално време, кога паркот бил полн со народ и со голем број христијански семејства кои го прославувале Великден. Најголем број од жртвите се жени и деца. Лахоре е главен град на најголемата и најбогата пакистанска провинција Пенџаб, која важи и за политичка база на актуелниот премиер Наваз Шариф. Затворањето на така наречената балканска маршрута по која во Германија пристигаа бегалците лошо се одрази врз Грција. Европа не треба своите проблеми да ги решава на ваков начин, изјави германскиот шеф на дипломатијата Франк Валтер Штајнмајер во интервју за германските весници. Во Централна Европа пристигнуваат помалку бегалци затоа што се заседнати во Грција. Таму се создадени лоши хуманитарни услови, рече Штајнмајер. Во овој контекст тој потсети на договорот со Турција, која се обврзува на својата територија да ги прибере бегалците кои се заглавени во Грција. Американскиот државен секретар Џон Кери оцени дека изјавите за муслиманските имигранти за време на кампањата на американските председателски избори станале срам за Соединетите американски држави. Тој рече дека светските лидери кои ги следат изборите се шокирани и дека тоа го менува погледот на постојаноста и доверливоста во САД како партнер. Кери не спомена ниту едно име, но се верува дека алудирал на претендентите за номинација на Републиканската партија на изборите Доналд Трамп и на сенаторот Тед Круз, кои бараа големен надзор врз муслиманските заедници во САД. Американскиот државен секретар се врати од Брисел каде отпатува по терористичкиот напад со цел да разговара за безбедноста.